на Канал 8, добро дојдовте. 2 недели пред вообичаениот термин ожнijani се првите класи орис од овогодишната реколта во Кочанско. Се жнееше на површините што ги користи компанијата Агроцентар од Кочани. Годинава од засејаните 3500 хектари се очекува род од околу 18.000 тони оризова арпа. На државно земјиште од 6 хектари во местноста Босевица кај Кочани, што компанијата Агроцентар 2 го користи под концесија, ожнijani се првите класи орис. Со тоа, неофицијално е означен почетокот на овогодишната жетва на кочанското бело злато. Се работи за најрана жетва на оризот досега, за што позитивно влијание имале добрите временски услови во текот на вегетацијата, но и навремената и правилна примена на потребните агротехнички мерки. Перманентно си вршиме своји испитувања, своји линии и тестираме, да речеме, околу 20 на сорти различни, и кога ќе видиме која од тие сорти најдобри резултати ни дава по квадратен метар, од тие почнуваме да ги издвојуваме линиите и да ги умножуваме, и така дојдовме до ова состојба која што ја гледате сега, една прекрасна состојба. Имаме релативна влага испод 15, што е многу добро за овој период од годината. Рандеманот е негде околу 60%, значи ние сме пресретни, и у разговори, и у договори со преработувачите, тие беа заинтересирани да не се чека, ние можевме недела време порано да ја почнеме жетвата, меѓутоа, контактирајќи со собствениците на комбајнот, ние секоја година со истите газди жнееме, и еве денеска и беше денот среда, да е среќно, и така почнавме. Ние сме среќни према оно што го гледам и што го правиме како испитување, како проба. Очекуваме солидни приноси над 9 тона. Според Каров, голема улога за успешната вегетација и за раната жетва на оризот имале и соодветните услови при сеидбата. Не сеевме многу рано, тоа е исто многу битна работа. Чекавме и дневните и ноќните температури да бидат негде околу 12, да не се испод 15, и кога стигнаат и околу 12-15 степени, ние тогаш сеевме. Многу е битно да се избалансира према локалитето сортата, времето на сеидбата и, што е многу важно, цело време сите агротехнички мерки да бидат спазени. Ние одеме со значително поголема количина на фосфорни ѓубрива и затоа имаме прекрасни приноси, затоа имаме рана жетва. Азотот не да се намале, треба да биде избалансиран, али фосфорот треба да биде чист од 80 до 100 кг чист елемент по хектар. Јас сега денеска поминав низ полето Чешиново и Злитовска река, видов огромни површини, на жал тие кои користеле само уреја, само азотни ѓубрива, се полегнати. Значи 80-90% од површините се полегнати со осемот. Значи тука луѓето нема да очекуваат ниту принос, ниту квалитет, ништо. Жално. Годинава на полињата во Кочанско со орис се засејани околу 3500 хектари. Тоа е за околу 20% помалку во споредба со претходно планираното. Од овие површини под орис се очекува вкупен принос од околу 18.000 тони оризова арпа. Почнаа градежните работи за уредување на забавно-рекреативниот парк во основното училиште Малина Попиванова. Проектот го избраа граѓаните во рамки на форумот на заедниците, што се одржа минатата година, а за што беше добиен грант од 50.000 швајцарски франци, пошто општината дополнително обезбеди уште 1 милион денари. Градежната оператива на компанијата Панел М од Тетово ги почна активностите за реконструкција на еден од најголемите училишни дворови во Кочани на основното училиште Малина Попиванова. По трите неуспешни тендерски постапки изведувачот беше избран дури на четвртата, откако општина Кочани го зголеми износот за сопствено кофинансирање за уште 1 милион денари. Спроведувањето на 4 постапки за јавна набавка го одложи првичниот термин за почеток на работите за уредување на просторот. Станува збор за површина од 10.000 метри квадратни на која има само 2 спортски игралишта.
Според планот, училишниот двор на Малина Попиванова ќе добие нови содржини, детско игралиште, беседница за настава во природа, амфитеатрално прилагоден терен, патеки, спортско игралиште, забавно-рекреативен простор и игралишта за учениците со посебни образовни потреби. Со тоа ќе се подобрат условите за социјализација и инклузија на учениците и на жителите од мултиетничка, мултикултурна и различна социјална средина. Вкупната вредност на договорот со фирмата изведувач Панел М изнесува над 4.135.000 денари. Од нив 2.700.000 ги обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка преку проектот на UNDP за јакнување на општинските совети. Рокот за реализација на градежните работи е до средината на ноември. Проектот изградба на спортско-рекреативен центар во основното училиште Малина Попиванова беше избран како приоритетен на форумот во заедницата, што се реализираше минатата година во Кочани. За имплементација на овој проект претходно беше потпишан договор меѓу UNDP и општина Кочани. На почетокот на идната седмица ќе се одбележи Европската недела на мобилност. По тој повод, општина Кочани организира велосипедска тура со должина од 15 километри, на која за учество може да се пријават сите заинтересирани граѓани и рекреативци. За впонеделник, 21 септември, општина Кочани го најавува организирањето на велосипедската тура на релацијата од градскиот плоштад кон селото Градовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог и враќање во Кочани. Поради тоа упати и повик до љубителите на велосипедизмот, рекреативци, членови на спортски и велосипедски здруженија да се вклучат во 15-километарската прошетка со велосипеди. Таа ќе се спроведе по сите протоколи за заштита од ширење на коронавирусот. Сите заинтересирани учесници треба да се пријават на имејл адресата info@kochani.gov.mk. Велосипедската прошетка ќе почне во 17 часот. Со овој настан, општина Кочани ќе одбележи Европската недела на мобилност и истовремено ќе го поттикне користењето превозни средства што не ја загадуваат животната средина. 300 ученици со попреченост ќе добијат стипендии како дел од проектот Биди Ин, Биди инклузивен, Биди инклудиран. Целта е да се обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта, а огласот за пријавување за добивање на стипендијата ќе трае до 30 септември. Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор во сработка со Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и Сдруженијето за давање услуги на лицата со попреченост Хендимак започнаа со спроведување на проектот Биди Ин, Биди инклузивен, Биди инклудиран. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, а е финансиран од Европската Унија. Ке трае од 1 септември 2020 до 31 август 2023 година. Тој има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта, кои прераснуваат во институции отворени и пристапни за сите деца и посветени кон обезбедување квалитетно образование. Како дел од проектот, во оваа учебна година ќе се доделат стипендии на 300 ученици со попреченост. За таа цел Фондацијата Чекор по Чекор на својата интернет страница stepbystep.org.mk објави оглас на кој до 30 септември 2020 година ќе може да аплицираат сите родители или старатели на деца со попреченост запишани во прво или второ оделение во основните училишта. Освен програмата за стипендирање на ученици со попреченост во почетните оделенија, како дел од проектот ќе се спроведат и кампањи за подигање на свеста и промовирање на важноста на инклузивното образование, подобрување на капацитетите на вработените во основните училишта за градење инклузивни образовни средини, подобрување на поддршката и пристапноста во училиштата за учениците со попреченост и обезбедување туторска поддршка за ученици со попреченост вклучени во образовниот процес. Министерството за образование и наука објави јавен повик за избор на идејно решение за лого, насловна фотографија и официјален назив на националната платформа за учење на далечина. Секој ученик, односно група ученици, може да учествува во повикот со поднесување на едно или најмногу 3 идејни решенија.
Планот за започнување на учебната 2020-2021 година предвиди изработка на единствена национална платформа за учење на далечина, која треба да им овозможи на учениците и наставниците да учествуваат во далечинско учење, со цел разработка и совладување на материјата предвидена во наставните програми за сите оделенија во основното и средното образование, преку одржување двонасочна комуникација на едноставен и прифатлив начин за сите. Националната платформа за учење на далечина е веќе изработена и одобрена од пошироката јавност, а особено значајно е позитивното мислење на оние за кои истата ќе биде првенствено наменета. Следен предизвик е избор на идејно решение за лого, насловна фотографија и официјален назив на платформата, зашто Министерството за образование и наука се обраќа и особено ќе цени поддршката од учениците како најголеми корисници на истата. За таа цел Министерството за образование објави јавен повик под мото од учениците за учениците. Повикот е наменет за учениците од основните и средните училишта кои може да креираат и да понудат идејно решение за лого, насловна фотографија и официјален назив на платформата, индивидуално или во групи од најмногу до 4 ученици. Секој ученик, односно група на ученици, може да учествува во повикот со поднесување на едно или најмногу 3 идејни решенија. Идејните решенија се доставуваат на електронската адреса на националната платформа најдоцна до 22 септември 2020 година. Пристигнатите апликации ќе бидат разгледувани од страна на посебна комисија формирана за оваа намена. Идејното решение со најголем број освоени гласови од учениците ќе биде избрано за официјално, додека за авторот ќе следува пригодна награда обезбедена од Министерството и УНИЦЕФ. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.